Почитувани следбеници на Пресинг ТВ, добар ден. Денеска наш и ваш гостин е поранешниот премиер на Република Македонија и лидер на Социјалдемократскиот сојуз, професорот Владо Бучковски. Се наоѓаме во неговиот кабинет на Правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Професоре, на почетокот да ви се заблагодарам што одвоивте време за разговорот и ја прифативте нашата понуда. Благодарам за поканата, со задоволство ќе учествувам на ова интервју со вас, со кого се знаеме многу одамна и морам да признам дека пријатно бев изненаден кога по втор пат, после подолго време добив покана да бидам гостин на Пресинг. Денеска и утре во Брисел и во Берлин се одржуваат значајни средби за Македонија. Председателот Пендаровски има средби со група европски лидери, а премиерот Заев со германската канцеларка Меркел. Што очекувате од овие средби? Па нашата јавност очекува да се разрешат повеќе дилеми, кои, за жал, според моја проценка, нема да бидат поволни. Најпред мислам дека ќе стане јасно дека Европската Унија е преокупирана со внатрешните проблеми. Резултатите од европските избори се такви што реално го потиснуваат проширувањето и судбината на Македонија и Албанија некаде на крајот од нивната агенда што треба да се прави нова јунски самит. Јулскиот самит доаѓа пребрзо и мислам дека би било навистина големо изненадување ако нашиот премиер добие ветување од канцеларката Меркел дека во јули би можеле да добиеме датум за преговори. Максимално што очекуваме да се добие уверување пред се од канцеларката Меркел дека или на јунскиот или на јулскиот самит ќе има условно речено квалификација, ќе биде таков заклучокот дека во октомври Македонија треба да знае кога ќе почнат преговорите. Тоа значи дека најрано декември, најдоцна до февруари според моите проценки, Македонија ќе почне преговори за членство и мислам дека тоа ќе биде заслужена награда за сето она што го направивме посебно во овие 2 години. Плативме висока цена, тоа не го крие ни нашиот премиер, ни министр за надворешни работи. Разочарувањето ќе биде огромно ако ова сценарио за кој претходно јас говорев не го слушнеме утре вечер како заклучок од средбата што ќе има пред се нашиот председател на владата со канцеларот на Сојузна република Германија. Добро, зошто Македонија се најде во ситуација да се почитува или не дадено европско ветување, што премиерот Заев го именуваше како испорачајте, ќе испорачаме? Имаше сплет на околности кои не ни одеа во наша полза. За волја на вистината, ние требаше датумот за преговори да го добиеме уште минатата година. Но очигледно се калкулираше со тоа дали преспанскиот договор ќе биде имплементиран преку уставните измени, па имаше некоја логика во тоа да се види каква ќе биде имплементацијата на договорот. Но се покажа дека заради европските избори дојдоа во цајтнот заради процедурите пред се германскиот Бундестаг и тоа сега се користи како едно образложение, клучно, зошто не може да се стигне новој самит или зошто не може да биде завршена процедурата до јулскиот самит. Но во краен случај, многу работи гледаме дека во меѓувреме, бидејќи одиме во тандем заедно со Албанија, ги комплицираат работите. Од една страна, ние мора да се пофалиме дека сме веројатно единствената функционална демократија во регионот, каде што и покрај сиот анимозитет кој постои меѓу власта и опозицијата, имаме функционален парламент, имаме учество на опозицијата во неколку клучни реформски закони кои за волја на вистината и ја донесоа досега најпозитивната препорака што ја имаме, најпозитивниот извештај од Европската комисија, која препорача по 10-ти пат, но сега е очигледно дека бидејќи го немаме грчкото вето, имаме отворени врати. Но кога
го решивме тој проблем кој ги блокираше нашите евроинтеграции, се покажа дека внатрешните проблеми на Европската Унија и повторно излезе на површина судирот меѓу клучните членки на Унијата. Тоа е Франција и Германија, околу начинот на кој понатаму ќе продолжи проширувањето со државите предсо од Западниот Балкан. Ако на тоа се додаде Брекзитот и предолгиот проблем што го има Европската Унија со раздружувањето со еден од основачите на Европската Унија, значи ние го направивме она што требаше, испадна на крајот Европската Унија не покажа подготвеност да го испорача ветеното, тоа е дека во јуни ќе го знаеме датумот, затоа што минатата година нашата делегација се врати пресрекна, ги слушавме изјавите и на Јункер, и на Туск, и на Могерини, и на Хан, сите тврдеа дека во јуни ќе го знаеме датумот за преговорите. Сега е очигледно дека јуни ќе биде пропуштен како термин во кој ќе го добиеме датумот. Најмалку треба околу овие работи да постојат ситења меѓу политичките субјекти. Меѓутоа го спомнавте Брекзит. Вчера имаше една многу интересна изјава албанскиот премиер Еди Рама за британски Guardian. Вели додека ние се обидуваме да се европеизираме, британците се балканизираат. Меѓутоа, исто така беше интересно во неговата изјава дека оценката дека додека Европската Унија била лоша, односно добра, ние балканците сме биле лоши и сега се наоѓаме во обратна ситуација. Ние балканците да се обидуваме да бидеме добри, а во Европската Унија се случуваат лоши работи. Како се согласувате ли со оваа негова оценка со оглед дека претходно споменавте во тој контекст многу работи? Значи, дефинитивно ние имаме, за жал, неповолна ситуација. Да. Рама искористи еден израз, изгледа проколнати сме, како балканци. Рама е преокупиран со внатрешни проблеми и очигледно е дека приказната со Албанија е сосема различна од македонската приказна. Но бидејќи сме во пакет и бидејќи сакаат пред се германците, тоа е очигледно да останеме во пакет, мислам дека нашата позиција, тоа што сме заедно, е дополнително комплицирана. Ние сме најдоброто нешто што се случило во последната декада во Европа и пошироко. Македонија плати, уште еднаш да повторам, висока цена. Тоа сите сме свести. Од друга страна, ако не биде испорачано ветеното и заслуженото, тоа ќе биде многу лош сигнал и за оние на кои ние требаше да им бидеме урнек. Го слушам еден од најистакнатите европски дипломати, кој е фамилиарен со состојбите во регионот и заради тоа што беше специјален представник и во Босна и Херцеговина, што беше главниот и одговорен представник на меѓународната заедница кога се воспоставуваше независност на Црна Гора, тоа е словачкиот министер за надворешни работи Лајчек, кој вели дека проблемот кој го имаше Македонија со Грција е потежок во споредба со проблемот што го имаат Белград и Приштина. Јас се сложувам со тоа, но никако да се сложат тие кои треба да го решат проблемот, тоа се косоварите и србите. Но ако немаме поволен исход од тоа што го направи Република Македонија, мислам дека меѓународната заедница треба да биде свесна дека не може овој наш модел да ги охрабри Белград и Приштина. Туку напротив, дополнително ќе ги дестимулира дека не вреди да се прават сериозни отстапки, кои реално и во нашиот случај бенефициите ќе ги почувствуваат идните генерации. Оваа генерација на политичари, посебно оние кои се на власт, за тоа беше свесен и Заев, ќе платат политичката цена. Ја плаќаше Заев и на председателските избори, веројатно е свесен дека таа цена ќе биде следната рата испорачана и на следните парламентарни избори, независно дали се редовни или вонредни. Така што мислам дека Рама
има навистина и покрај сите проблеми што ги има дома, има дадено добра дефиниција. Реално регионот, посебно нашата држава, покажа максимална подготвеност за европеизација. Од друга страна, за жал, овој модел кој кај нас макотрпно го градиме, од Охридскиот рамков договор па до ден денес, кои со сите проблеми, со сите детски болести, сепак функционира. Градиме едно мултиетничко општество, мултиконфесионално, што може да биде урнек и за развиените држави кои се дел од Европската унија. Не е едноставно на турбулентниот Балкан во вакви околности да ја одржуваш кохезијата. Сите треба да знаат дека најбитниот инклузивен фактор, кохезивен фактор е европската идеја. Јас се плашам дека ако нема европска перспектива, повторно ќе почнат не идеите за голема Европа, туку за големите етнички држави, албански, српски, македонски, бугарски, кои ги имавме во блиското минато. Добро, за овие 30 години Европа не успеа да воспостави една константна околу тоа индивидуални остварувања или колективни? Мислам дека правеа премногу експерименти. Ако се погледне кога ги почна преговорите последните две држави од соседството, во различен период Црна Гора и Србија. Од разбирливи причини. Црна Гора мала, интересна, стана членка на НАТО. Србија од друга страна со силен спонзор. Значи, Србија за разлика од нас што велиме дека го немаме спонзорот, а покажуваме дека Хрватска имаше брз влез во Европската унија заради спонзорството од Германија, да не заборавиме на историското сојузништво меѓу французите и србите. Јас секогаш, кога гледаме дека нешто се случува во регионот, а Франција има резервиран став, јас секој пат мислам дека е тоа заради нивната посветеност на состојбите во Белград визави Приштина и дали Србија, што мислам дека е природно, ќе биде локомотивата која треба да го повлече овој балкански, западно-балкански воз кон Европската унија. Така што комплицирана е ситуацијата, но од друга страна веќе од нас ништо не зависи. Значи колку и да бидат успешни утре аргументите кои ќе ги испорача Заев или денеска председател Пендаровски, мислам дека на Европската унија е јасно дека Македонија треба да ги почне преговорите. Тоа не значи дека ќе станеме членка на Европската унија. Потребно е за нашето општество, потребно е на власти и на опозицијата, потребно му е на обичниот граѓани во Република Македонија да почнеме конечно да ја градиме европската иднина, но да врз основа на скринингот да си признаеме самите дека имаме слабости, но од друга страна и покрај тоа што велите дали ќе напаѓа опозицијата, природно опозицијата ќе напаѓа, но овде мислам дека подава рака, го следев внимателно интервјуто на лидерот на опозицијата Мицковски и покрај сите критики кон власта, подава рака. Јас не мислам дека е тоа само лицемерно, туку мислам дека искрено му одговара и на ВМРО ДПМН Македонија да добие датум за преговори. Како што мислам дека и генерално и во Грција му стана јасно на Мицотакис дека е добро што прашањето за името, за разликите околу уставното име го затвори Сириза, така мислам дека би требало да се радува и нашата опозиција што тоа прашање е затворено, а нашата опозиција дополнително треба да преземе и дел од честитките за тоа што помогна во оваа година Македонија да го има најдобриот извештај. Во овој контекст само ако ми дозволите на забелешка, меѓутоа апропо ова вие што го говорите, од одредени кругови од власта доаѓаат критики на сметка на опозицијата со етикети за националисти. Дали иде заедно тоа ако на последните председателски избори се освоени 370-80.000 гласови, дали сите тие 380.000 гласови значат и национализам во Македонија? Не, мислам дека изјавата дадена од премиерот пред 10 дена во
во Брисел не оди во правец на обединување на власта и опозицијата околу европските интеграции. И мислам дека и европските лидери не подлегнуваат на такви условно речено под наводници закани, дека ако ние не го добиеме сега датумот, ќе дојдат националистите. Воопшто, јас го гледам во поширок контекст. Ќе биде охрабрен национализмот воопшто во овој дел од Европа, во Западниот Балкан, затоа што велам, јас го гледам ова што треба да се случи позитивно за Македонија како позитивен сигнал за Белград и Приштина конечно да го затворат прашањето околу финалниот статус на Косово, бидејќи тоа реално ги загрозува и нашите интегративни процеси, бидејќи сум убеден дека ние зависиме во блиска иднина од капацитетот што треба да го демонстрира Србија. И уште еднаш повторувам, природно е, кога веќе Србија ги почна преговорите, природно е во финалната фаза, како што ние за членството во НАТО мораше да го решиме проблемот со Грција околу разликите за нашето уставно име, истото тоа го знае Вучич, го знае и лидершипот во Србија. Не може Србија да биде дел од Европската унија ако не се затвори косовското прашање. И ние имаме интерес што побрзо тоа да го завршиме, бидејќи не е невозможно ако брзо се одвиваат работите 2025-та, значи од сега за 6 години, да и ние го фатиме чекорот со Србија и со Црна Гора, затоа што да не заборавиме, од 2005-та ние сме пред нив со статус кандидат за членство во Европската унија. Тогаш Црна Гора не ни беше независна држава, а Србија абер немаше од европските интеграции. Но од друга страна, факт е дека за време на владењето на ВМРО ДПМН се направени сериозни реформи во делот на приближувањето кон Европската унија, кои на крајот резултира со 7 или 8 позитивни извештаи, но на крајот секој пат имавме клучна забелешка. Македонија мора најпрви да го реши проблемот со своето уставно име со Грција, па да бидат отворени преговорите. Сега кога тоа го решивме, затоа мислам дека конечно сме на вистинскиот пат и не би требало тука да има под наводници отровни стрели меѓу власт и опозицијата. Мора ние како политички елити да демонстрираат подготвеност за определени прашања да имаме национален консензус. Јас сум убеден дека за ова прашање имаме национален консензус и дека неспособноста на еден или друг министер, незавршената една или друга реформа на крајот ќе се припишат како неуспех на Македонија, а не како неуспех на еден министер од ВМРО или на друг министер од СДСМ. Така што тоа мислам дека го сватија и тоа се покажува дека во извештајот е вреднувано. Крупните реформи за кои добиваме ние комплименти, да речеме во безбедносниот сектор, не можеше да поминат без поддршката на опозицијата. Делот од реформите кои се завршени во делот на правосудството околу судскиот совет, законот судовите, не можеше да поминат ако не беше поддршката ВМРО ДПМН. СЈО мислам дека како дел од законот за јавно обвинителство ќе биде абсолвиран во брзо време. Тука се искомплицира работите заради според мене лошото менаџирање на целиот процес и пренагласената улога на статусот на СЈО. Статусот на СЈО беше природно, бидејќи тоа е адхок институција да биде делумно решена со овој закон за јавното обвинителство, а оние кои се условно речено еден или два члена кои се камен на сопнување, според моето длабоко убедување, не им е место во законот за јавно обвинителство, законот за кривична постапка, на како што тврдат истакнати на наши експерти, даваат одговор на тие прашања. Убеден сум дека на првата наредна средба, кога таа и да биде, дека Заев и Мицковски ќе го затворат и ова прашање. Во зависност од средбата со канцеларката Меркел, премиерот Заев оцени дека ќе зависат идните владени чекори. При тоа ги спомена опциите за враќање на мандатот, времени избори, реконструкција на влада, па и друг мандатар. До која опција според вас Македонија е најблиску? Мислам дека тука има сега една шаховска игра меѓу власта и опозицијата, меѓу лидерот на СДСМ и лидерот на ВМРО ДПМН.
Заев очигледно е свесен дека брзи избори му одговараат повеќе нему. Од друга страна, Мицковски е свесен дека ако издржи до редовниот термин оваа владеачка коалиција, ќе му бидат поголеми шансите тој да биде мандатар за формирање на едината влада. Така што мислам дека некаде ќе се најдат на средина. Не очекувам дека ќе имаме избори во редовниот термин, од друга страна не очекувам ни брзи избори, а предвремени избори секако ќе имаме. Би било идеално ако почнат преговорите декември или почетокот на 2020, тогаш да ги имаме, да имаме пржинската влада и напролет идната година парламентарните избори, уште повеќе ако ова темпо на ратификација на нашето членство во НАТО заврши до самитот на НАТО во Лондон во декември, мислам дека ќе се создадат идеални услови да имаме предвремени избори напролет. Враќањето на мандатот е една од опциите кога би добиле одговор дека нема да добиеме датум за преговори. Мислам дека тоа нема да го чуе Заев. Очигледно е дека и тој се подготвува за повеќе варијанти, затоа што според мене, јас тврдев, ја пропушти варијантата заедно со претседателските избори да има предвремени парламентарни избори. Мислам дека тоа беше многу логично после сето она што се случуваше. Очигледно беше дека на тој начин многу поголема ќе беше мобилизацијата на оние членови, не само на СДСМ, туку на владеачките партии, отколку затоа што по дефиниција за претседателските избори секој пат интересот е послаб и може некогаш резултатите од претседателските и локалните избори да ја замаглат јасната политичка волја на гласачите. Така што сме во еден интересен период. ВМРО ДПМН е реално после претседателските избори е компетитивен, има ветар во грб, СДСМ се уште има неискористени потенцијали. Тоа би било идеално веројатно за Заев да може преку реконструкцијата да покаже дека не само што е сватил пораката од гласачите, туку да покаже на нова енергија, еден нов систем, многу поефикасен на делување, кој ќе му донесе веројатно дополнителни гласови. Како и да е, јас не очекувам, значи да заклучам, не очекувам да има големи изненадување, не очекувам дека било кој би можел во Европа, најмалку најмоќната фигура во Европа да каже не на Македонија. Така што исклучува можноста дека ќе имаме заради тоа избори, не исклучувам дека ќе имаме предвремени избори заради калкулациите кои мора да ги прави Зоран Заев, уште повеќе што, да речеме, врз основа на моето искуство во политиката многу брзо се менува расположението на гласачкото тело. Да подсетам, во 2005 година во декември, кога го добивме статусот кандидат за членство во Европската унија, имавме пик, ја зголемивме поддршката во споредба со ВМРО ДПМН на 5,5%, имавме на локалните избори таа година 2005-та поддршка само од 3,5 до 4% повеќе. За 6 месеци кога не го искористивме пикот, дојдовме во позиција да ВМРО ДПМН со стандардното гласачко тело што го има заради паѓањето на поддршката кон СДСМ, формирањето на НСДП, раздвојувањето на домот, таа коалиција, формирањето на новата партија на Фијат Цановски, да изгуби еден контингент од 100.000 гласови и ВМРО ДПМН да биде партијата која формираше владеачката коалиција во 2006. Така што сите тие во Македонија многу работи може да се препознаат во кој правец се движат. Мислам дека сето тоа го знае Заев. Од друга страна свесен е за сето тоа и Мицковски, затоа очекувам дека ќе имаме еден интересен период каде што ќе имаме многу интересна кампања според мене за прв пат ако бидеме членка на НАТО и ако имаме датум за преговори со Европската унија, ќе мора нашите лидерите на политичките елити да понудат еден сосема поинаков вид на кампањи, каде што многу повеќе ќе се говори за конкретни проекти, за економијата,
неизбежна е темата за корупцијата и криминалот, тоа е податливо за било каква кампања, но мислам дека ќе покаже дека има изрење на нашата политичка елита, бидејќи ако се приближуваме кон Европската унија мора да демонстрираме поинакви политички манири. Јас на моменти го забележувам тоа кај актуелните политичари, но мислам дека Македонија има капацитет за многу повеќе. Мина една година, речиси една година, од договорот со Грција и скоро 2 од тој со Бугарија. Како го оценувате нивното почитување и спроведување досега? Преспанскиот договор дефинитивно направи голем пресврт во поглед на меѓународната позиција на нашата држава. И тој ќе се покаже дека е навистина историски договор. Не очекувам било какви компликации со евентуалната промена на власта во Грција. Ја следев внимателно една изјава која даде пред вториот круг на европските избори лидерот на опозицијата Мицотакис, кој се повика на Преспанскиот договор и рече дека Грција се обврзала дека нема да го попречува почетокот на преговорите. Туку дека ќе се обиде да се бори за брендот Македонија во престоечките преговори кои треба да ги прават експертските тимови. Налик на она што го правиме, да речеме, со Бугарија, каде што експерти се преокупирани со историски теми, тамо експерти од делот на интелектуалната собственост ќе се борат за брендот Македонија. И тоа го гледам дека Мицотакис вешто го користи, посебно кога сака во северниот дел на Македонија, во Грција, тоа е во Солун и околината, да го истакне значењето на брендот Македонија. Така што обидот да го искористи Преспанскиот договор за време на председателската кампања ВМРО ДПМН, мислам дека го достигна исто така максимумот. И сега полека, како ќе се ближат според мене парламентарните избори кај нас, и Мицковски ќе поттиснува таа тема некаде на маргините. Затоа што станува свесен, како што станува свесен и Мицотакис, дека Преспанскиот договор во Грција има употребна вредност уште на нивните парламентарни избори кои ќе бидат на 7 јули. Потоа, ако евентуално дојде на власт, ќе треба, почитувајќи го правилото пакта sunt servanda, за кој тој постојано го повторува, дека договорот ќе биде имплементиран, но секој пат Грција ќе може, отварајќи ги поглавијата, да има дополнителна шанса да го забавува нашиот напредок, иако јас искрено не верувам во тоа. Така што мислам дека Преспанскиот договор во целост ги исполни очекувањата зошто беше постигнат. Друго е, ние ќе правиме анализи, да, плативме прескапа цена. Преговаравме предходно и јас во периодот дека бев премиер и поранешните премиери, но во сосема други околности. На крајот... За Бугарија? За Бугарија мислам дека тоа е еден процес на зрење и тамо дури можеби ако не се менаџираат очекувањата, тамо се можни непријатни изненадувања. Значи се гледа сега на случајот, да речеме, успешно тргнаа двете комисии, се затворија неколку клучни историски личности што би можеле да не обединуваат: царот Самуил, Климент Охридски, Свети Наум Охридски, Кирил и Методи, но доаѓаме сега во критичниот период. А тоа е крајот на минатиот век, Инденското востание, нашите икони, да речеме, неспорно е секогаш кога бараш да градиш доверба меѓу себе, треба да тргнеш од фактичката состојба. Дефинитивно Гоце Делчев е идеологот на македонската самобитност, на македонската независност. Тоа е нашата икона и затоа сме пречувствителни кога ќе се доведе во позиција експертскиот тим од наша страна да понуди решение кое, ако гледаме од аспект на политиката, е сватено како провокација, бидејќи ја видовме изјавата на бугарскиот министер за надворешни работи Екатерина Захариева. Таа смета дека денот кога моштите на Гоце Делчев се пренесени од Софија во Скопје, тие го сметаат за провокација.
А бевме свесни дека минатите 2 години од кога е подпишан договорот немаше никакви проблеми да го чествуваме денот на раѓањето и денот на смртта на Гоце Делчев. Имавме поклонување на Борисов од црквата Свети Спас во Скопје. Минатата година на 2 пати ми се чини беше нашиот премиер во Бугарија, еднаш во Софија, еднаш во Благоевград. И тука треба да бидеме крајно внимателни. Јас верувам во искрените намери на нашите бугарски сојузници. Од друга страна, и во нашата јавност сметам дека не треба да бегаме од сериозна дебата, што не треба да ја водат само историчарите. Од друга страна, имаме интелигенција која реално може да ја прочита или препрочита заедничката историја. И тоа е клучен период кој не би сакал да се остварат предвидувањата, да речеме од разбирливи причини, Каракачанов, обидувајќи се на дневна основа да собере некои поени, се заканува со тоа дека може да биде Бугарија новата Грција и на истиот начин како што не блокирале грците, тие сега да го блокираат отпочнувањето на преговорите или затварањето некој од поглавета. Јас искрено не верувам во такво сценарио. Не верувам. Вие велите, госпоѓата Захариева го сватила како провокација датумот. Меѓутоа, ако една Германија прифатила да во името на Европа да чествува ден на пораз 9 мај, зошто за Бугарија би било спорно да чествува 7 октомври ден на, ако според нив, предавство? Мислам дека тука ќе се изнајде компромис. Ако другата страна, а таа е реално во дадената ситуација помоќната страна. Значи, јас и во минатото, кога беше постигнат договорот со Бугарија, реков дека е асиметричен договор. Како што е асиметричен и преспанскиот договор. Но таа позиција, јас мислам дека вакви историски личности, бидејќи Гоце Делчев, уште не повторувам, е веројатно клучот за тоа дали ќе го имаме договорот или ќе бараат, како што тоа е делот на закана, како што бара за Захариева, да има повлекување на експертскиот тим од нивна страна, додека на политичко ниво повторно не се затворат овие прашања. И сега тука е дилемата дали историчарите можат меѓу себе да се договорат или ќе биде потребна повторно поддршка од политичарите. Во даденава ситуација мислам дека Заев и Борисов, Захариева и Димитров имаат изградено меѓусебна доверба, но бидејќи не сум учествувал во дел од тие разговори, не знам која условно речено би била нашата црвена линија. Затоа што ние многу работи во изминатиот период направивме и затоа добиваме сега комплименти. Но на крајот се ќе биде врзано со разврската што ја чекаме во следните неколку дена. Дали Македонија за својата кооперативност, за европските манири кои ги демонстрираше ќе добие наградата заслужена или повторно ќе бидеме исправени пред дилемата дали се тоа вредеше. Професоре, ви благодарам на разговорот, вам почитувани гледачи на вниманието.